уставни активности. Бидејќи подолго време И бидејќи сум пасивизиран, а имајќи во предвид протекот на времето, сметаме дека се исполнети услови за негова дерегистрација. Ова е направено на 4.11.98 година. Јас сум бил веќе неколку недели неофицијално пратеник во Собрание на Република Македонија, затоа што е ова направено 4 дена после вториот круг, а јас бев изберен согласно пропорционалниот модел од 35 со мандат после првиот круг. И мислам дека ова е само покритие за злоупотреба на државната безбедност во идеолошки и партиски цели на одредена групација, и овие документи се правени про форма колку да се остави трага дека нешто е уредно водено и заведено, иако на многу места недостасуваат датуми, на многу места недостасуваат имиња, а што е најбитно све, недостасува образложение. Не може вие некој да кажете дека е потврдено негово противуставно делување, а не кажете кој член од уставот е прекршен, кои негови конкретни активности кои што ги превземал биле насочени кон рушење на уставниот поредок, а наместо тоа да имате план внатре како да му подметнете дрога на носителот на псевдонимот Марта, за да можете оперативно да комбинирате кон него, или пак да се интересирате за девојка која што по игра на случај не знаела, се дружела со мене, па да ја проверувате по татко, по мајка, по брат, по сестра, по роднини, по не знам што, и да давате квалификација дека девојката е честна. Да не биле тие досија, може би ќе дојдеше до нас во влегување во собранието, па може би ќе разговаравме сега по едно или на друго место. Не верувам, не се сложувам. Не сум убеден. Не се сложувам со вас од проста причина што јас дознав за досието дента кога го земав. Мислев дека ќе имаше 5-6 страници. Цело време може би потајно и посвесно сум сакал и да нема досие. Меѓутоа, со сигурност можам да тврдам дека кога бев учесник на протестите, кога бев студент, нормално политички определен, не сум знаел дека државата може на таков начин да врши програм. Дали тоа значи дека некои информации се формираат како такви за потоа некој да може политички или некако поинаку да се оценува? Секако дека не можеме да исклучиме можноста за злоупотреба. И од минатата, меѓутоа може би од денешната гарнитура, со тоа што на некој ќе му се формира досие, односно ќе му се чепне во приватниот живот, па понатака ќе се повика за да биде смирен, како во случајот што нешто некој сакал таму да ми подметне дрога, па после да ми каже тебе ние те снимивме, односно ти имаше тоа и тоа во тебе, и после тоа ти мораш да бидеш зависен од нас доколку не сакаш да бидеш дискредитиран во јавност. Мислам дека тоа е опасност која што латентно постои, но сметам дека свеста за водење на државата ќе биде поголема, да не се злоупотребуваат механизмите на државата кон поединци и кон партии. Се надевам дека ќе остане така. Ваш колега тврдам дека е така. Ваш колега од парламентот Александар Флоровски минатата недела излезе на говорница и рече, или пред минатата кога разговаравте со 6-мината пратеници кои формираа своја пратеничка група од ВМРО Виснинска. И им рече, пазете што правите, ние знаеме за многу работи, за известни сметки во Италија, за известно ова, за известно она. Тоа е класична јавна уцена. Или пратеникот Флоровски прикрива нешто што знае што може да биде елемент за кривично дело, што е исто така кривично дело од страна Флоровски, или уценува што исто така кривично дело. Зошто не станавте тогаш и да речете, видете, јас сум незадоволен од стариот систем, бидејќи вие мислите дека така се правил, господин Флоровски, или дајте кривична пријава за ова, или извинете се на луѓето. Многу просто, тој мовет не сум го слушал, сега го слушам. Може би ми поминало туку така. Моите ставови се многу јасни. Јас сум демократски определен и од тоа нема да отстапам по никоја цена. По никоја цена нема да дозволам на политички неистомисленик на нашава гарнитура да биде шиканиран или да речеме да му се води досие затоа што на мене не ми се свија како он делува во собрание против мене, или да речеме како делува против мојата партија. Оставаме на свест и совест, нели зборувам за лични ставови, оставаме на собствена определба што значи политички морал, што значи политичка калкулација, политички ризик, излегуваме пред македонска јавност. Секој согласно она што го направил во овој мандат 4 години ќе има верификација
или Тоа е едноставно ваша партија, укинување штото е во наредните години. и партиски, не само. Ево, во овој момент можам тоа да го кажам низ лична перспектива. Добро, дали Но бевте ќе во дадам и- собрание? ќе на- Дали бевте во собрание кога Валентина Божиновска, вашата колешка и истиот Александар Флоровски на пратеникот од социјалистите Љубисав Иванов, март месец лани, кон крајот на март, во времето кога беше вршен упадот во Силис, во истиот ден му рекоа, парафразира, заради вашето однесување, не ви гарантираме лична и животна безбедност понатаму. Ама мислам дека е несериозно да коментирам такви изјави. пратеник сте. И едноставно ќе ви кажам мој став. Тие се недозволиви ако се такви. Ја не се сеќавам на такво нешто. И за тоа не Можем се да ви сеќавам. кажам дека не станува збор за намерна амнезија, меѓутоа ако е така, тоа ќе се оградиме од тоа. Недозволиво е, но видете, станува збор за собрание во кое што завриваат страсти. Имате неговме во собрание, имате ајде да вие- одиме сега за овие. Да, имате 10 вие дена. во тие расправи една жестокост која што потребна да речеме според моje размислување на пратеничкиот имунитет дека никој не може да биде повикан на одговорност за она што ќе го каже на собраниската говорница, па луѓето можеби малку повеќе се опуштат за своите дискусии. Не зборам за Флоровски или за Божиновски или за Дзинго или за некој трет пратеник, зборам општо затоа што таму сум слушнал се и сешто. Сум слушал работи кои што држат, меѓутоа многу често се слушаат работи кои што наликуваат на циркус, недолични. Денеска слушнавме за тоа дека од опозицијата еден пратеник изрече квалификација дека некој пратеник од нашата партија е болен, па не знам што. Значи, едноставно во тој жар на една меѓупартиска не стануваше збор за болест како болест, туку мало исмевање за умствената способност, според моја оценка. Така што работите таму во тој еден жар на борба може да се искриват, може би некој пат и да се каже нешто што не држи, меѓутоа мислам дека тоа таму не продолжува надвор и се надевам дека тоа нема своји последици, односно влијание врз државниот апарат, врз полугите на власта за притисок на поединци. Очигледно има. Како мислите дека има? Ја мислам дека нема. Информацијата со која излегува Флоровски и јавно му се заканува на еден од пратениците на ВМРО Вестинска со тоа и тоа и тоа. Видите се, мислам, мене ми е непријатно, Флоровски не е присутен тука, ја и минатиот пат кога бев, постојано за Флоровски ме прашувате. Дека сте партнери таму. Ја предлагам поканете го. дружите. Јас се дружам, јас сум пријател со него и имам добра комуникација. Меѓутоа предлагам поканете го Флоровски на Предлагам се емисија. прифаќа. Нека дојде Флоровски да ви ги каже своите размислувања. Едноставно, ако